Под изговор дека двата случаи со даделки што малтетираат деца се под истрага на надлежните, Министерството за труд и социјална политика молчи, па јавноста останува покуса за одговорот дали во агенциите што посредуваат при вработување на даделки и негувателки се работи согласно законите. Од јавното обвинителство за Алфа велат дека се уште се во тек истражните постапки. Во двата предмети надлежен јавен обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор против осомничените негувателки. Имајќи ги предвид конкретните околности, во првиот случај судијата на претходна постапка донесе решение со кое на осомничената ја определи притвор во траење од 30 дена, додека во вториот случај на осомничената и беше определена мерка куќен притвор. Оттаму додаваат дека откако ќе се обезбедат докази, ќе бидат донесени јавно обвинителски одлуки. Во меѓувреме, малиот Дарио, што беше малтетиран од даделка фатена во игротека во аеродром, се буди со врисоци и агресивно реагира без причина, раскажува за Алфа неговата мајка. Допрва ќе се анализира посттрауматскиот синдром. Има проблем со спиењето, се буди со врисоци, а и без причина реагира со агресија, што не е вообичаено. И кај неговите две братчиња има последици, но не се манифестираат како кај него. За сега сами ги чуваме нашите деца. Иако немам повеќе доверба, имам потреба од даделка, но од асоциацијата на даделки од каде претходно ни рекоа дека ќе ни помогнат, за сега немаат слободна негователка. Родителите на Дарио велат дека се бесни и гневни. Очекуваат правда, па иако немаат преголема доверба во институциите, се надеваат дека даделката монструм што цела година ги чувала нивните три близначиња, ќе добие најстрога казна.